Венко Филипче ке седне на Илинденска број 2 како гостин на Христијан Мицкоски. Лидерот на СДСМ и премиерот ке се видат, а од меѓусебната координација ќе зависи дали тоа ќе биде пред или по полноќ, термини кои му ги понуди премиерот на првиот опозиционер. Од Бихачка првиот социјалдемократ ја пофали отвореноста на Мицковски за средба. Очекува по неа и лидерска со сите парламентарни партии. Лидерот на СДСМ и покрај воздржаноста на премиерот не се откажува од идејата сите партии да застанат зад независен кандидат за градоначалник на Кочани на локалните избори. Јас ќе побарам состанок ако што денеска или утре, па согласно агендите да ја организираме таја средба. Оставам простор да еве сега дадов малку по детално објаснување, пошироко. И се надам дека сега кога политичките партии ќе го слушнат ова, навистина ќе ја прифатат таа лидерска средба. Но добро е прво да го поразговараме тоа со премиерот, имајќи предвид дека тој прв подаде рака и на прва одговори дека средбата е прифатлива. Мицкоски му порача дека вратата на неговиот кабинет му е отворена, но и дека очекува сериозна иницијатива, а не како што рече естрадна политика. Стојам на располагање, во секое време ќе го прераспределам мојот распоред на полноќ, после полноќ, кога ќе каже тогаш да го сослушам неговиот план и да видиме дали по тој план нешто може да се реши. Но доколку планот опфаќа пристап стабри, како што беше во минатото за време на короната, тогаш јас такви планови не можам да прифатам. Филипче тврди не се исплашил од барањето на власта. Анкетната комисија што ја најави дека ќе ја бараат неговите пратеници во собранието да се прошири и со пожарот во модуларната болница во Тетово, како и со случаите Ласкарци и Бесатранс. Но ќе дадел шанса најпрво на истрагата. Не гледа контрадикторност во најавата дека ќе ја почека истрагата за катастрофата во Кочани, иако секојдневно ја критикува токму таа истрага и обвинува за селективност. Ова не е повлекување, ова е само механизам да имаме некаков инструмент активиран во момент во кој што би дал вистински резултат. Немојте да мислите дека бегаме од нешто или од нешто се плашиме. Не, може да има анализа, проверка, било каква комисија за било кој настан во минатото. Од страна билите истрагата е селективна, од друга страна билите ќе им дадаме шанса на истрагата. Контрадикторно се. Нема контрадикција со оглед на тоа што истрагата се уште трае. Токму поради овие причини СДСМ нема да се потпишат на барањето на ДУИ за анкетна комисија со меѓународен мониторинг. Во планот кој што Филипче ќе му го представи на Мицкоски се и реформи во образованието, правосудството, администрацијата, а ќе го отвори и прашањето за внесување на бугарите во уставот. Обврска што ја превзема поранешната влада на СДСМ без консензус и без да има доволно гласови да ја исполни, за Македонија и реално да ги отвори преговорите со Европската Унија.